Добро утро, драги гледачи. Почнуваме сутринска гимнастика. Едната рака прво, другата рака сега малку, левата нога, десната нога. Ајде сега со двете раце. Здраво, драги гледачи. Здраво, драги гледачи. Викнете, не ве слушам. Денеска суперзвездите во акција каква што досега не се случила. Дојдовме да бидеме гости каде? Во кинески ресторан! Верували или не, денеска сме во кинески ресторан кој се вика како? Еве го овдека позади нас, значи неговото име е Звезден океан. Денеска ќе бидеме гости тука токму во овој ресторан кој што се наоѓа на улица Пиринска. Камерата може да покаже, ете тамо да се види некаде кај Соборната црква, значи во близина на Соборната црква. Ова улица значи ја поврзува Соборна црква со руската амбасада. Еве и амбасадата овде, драги гледачи, да видите. Но сепак таа денеска не е битна, битно е ова што се наоѓа позади нас. Кој од вас досега бил некогаш во кинески ресторан, да крене рака да видам? И беше ли убаво тамо? Кажете ми сега вие вака, што најмногу се јаде во Македонија? Ајвар значи се јаде. Друго се јаде сирење, се јаде пинџур, се јадат пиперки. Се јадат, еде така. Дали знаете кое е јадењето што кинезите го јадат најмногу? Орис. Јадете ли вие орис? Кој обожава орис? Како го прават орис од вашите мајки? Со копанче! Со копанче, значи кокошка и орис и сол ставаме внатре. А дали знаете како кинезите го прават нивниот орис? Не! Сакате ли да научиме? Да! Дали сте јаделе, например, пржен сладолед некогаш? Не! Знаете ли дека сладоледот може да се пржи? Не! Ајде да видиме дали е тоа вистина или не. Ке јадеме и едно специјално колаче со порака. Одеме ли внатре да се запознаеме со Силвија и да се запознаеме со Лио? Сакате да ги видиме? Да! Одиме, драги гледачи, влегуваме, доаѓате по нас. Одиме брзо внатре. Еве не, драги гледачи, влезени внатре. До сега има некои што биле од нас во кинески ресторан, некои што не биле. Сакам сите да ве прашам како се чувствувате овде. Дали ви е пријатно и топло исто како дома? Драги дечиња, тоа е ресторанот Звезден океан. Гледате ли како е уреден внатре? Може камера да покаже да видат под зидовите. Има прекрасни апликации, има некои како таписерии, некои работи што се вообичаени за рестораните и за живеалиштата во Кина. Значи луѓето таму употребуваат вакви работи. Дел од таа нивна култура е донесен и овдека. И ви кажав денеска дека ќе запознаеме многу интересни луѓе. Сопственици на овој ресторан се Лио и Силвија, кои во меѓувреме станаа мои многу добри пријатели. Драги дечиња, сакате ли да ја запознаеме газдарицата, да ја прашаме од кога е ресторанот, што све се нуди во овој ресторан? Може ли да ја поканеме? Ајде еден голем аплауз за Силвија. За Силвија и многу пакнеше да ја пратиме, драги гледачи. Еве ја значи Силвија, да кажеме здраво на Силвија, здраво. Силвија, добро ни дојде во Супер Звезда. Добро ми дојдовте. Како си кажи ми ти овакво расположена во дизајн вака со многу деца? Се многу се сладки. Какви гости најчесто доаѓаат во ресторанот? Секакви гости ни доаѓаат. Има и малечки, многу често сме правиле родиндени за малечки. Може да јадат чипс од ракчиња, често јадат, така да има и таква храна, значи за малечки. Значи, апсолутно овој ресторан мисли на сите. Мисли на сите. Еве, денеска е полн со деца овдека, ние сме полни со прашања. Премнили сте за да ни ги дајете одговорите на што сакаме да го прашаме? Премнили сме, да. Еве вака, значи првото прашање, од кога постои Звезден океан? Од кога е направен овој ваш прекрасен ресторан? Нашиот ресторан постои од минатата година, септември месец го отворивме, значи веќе година и 3 месеца. Што све има овде? Тука Што е значи поразлично од еден обичен ресторан на кој што ние сме навикнати? Со такви традиционални јадења, кои што имаме сарми, кои што имаме мусака и слични работи, што е поразлично ова во кинескиот ресторан? Многу е поразлично. Прво се разликува начинот на сервирање на храната. Значи не иде порција за секој човек, туку храната се сервира на средина на маса, а потоа сите си делат. Тоа е значи необично нешто што гости што прв пат влагаат, обично си нарачуваат за секого посебна порција, но кога ќе им ги објасниме обичаите во Кина, традицијата, потоа сваќаат дека
во Кина се навикнати заедно да јадат, значи да се собере целото семејство и заедно да ја делат храната. Затоа и тоа е измислено да се сервира масата на средина и сите да пробаат. Значи успеавте дел од таа култура заедно со се тие обичаи и навики да ги пренесете тука. Да, исто интересно што има многу работи што ги нема тука. Например, оризот се прави на многу поинаков начин, се вари во посебен кинески сад на пареа, а потоа се пржи, се ставаат зеленчуци за да биде богат со витамини. Имаме преку 12 типа на ориз. Значи сите оние работи кои што се прават 12 различни видови на ориз, значи сите се прават на традиционален кинески начин со сите салтанати? Да, со соја сос, со кинески зејтин, со кинеска сол, значи со кинески зачини. Исто интересно што месото, например, во нашите ресторани се сервира парче месо. Овде месото се сецка на парчиња, тенки, да биде меко и сочно, значи за да може сите да пробаат. Има малечки дечиња што не може убаво да џвакаат, има и постари луѓе, затоа храната е прилагодлива за сите. Прекрасно. Да, месото е сецкано на парчиња во сос со зеленчуци. Има, значи, парчиња што крцкаат, парчиња што се меки, многу. Имаме преку 90 различни специјалитети. Ви интересира здрава ли е кинеската храна? Да, многу е здрава, не дебеле, нема масноти. И во моментот многу заситува, а за саат и пол пак се чувствувате гладни, да. Така, ќе пораснеме ли ние големи ако јадеме кинеска храна? Да, многу и поеластично е телото, значи нема масноти, не се чувствувате прејадени, не ви е тешко во желудникот за разлика ние во нашата храна леп доминира. Оризот е многу лесно стварлив и типично за кинеската кујна е храната да се јаде додека е топла. Значи се што ќе се олади, они после тоа не го јадат. Или се фрла, нема например во фрижидери да се складира па за ручак пак да се стопли или за вечера. Значи се готви, се конзумира и крај. И крај, да. Јас благодарам. Дали сега може да седнеме во ресторанот да се раскомотиме, па потоа да го разгледаме вака уште еднаш како вешто е, па да продолжиме со нашата емисија. Може, дечки? Одиме да седнеме. Силвија, каде сме сега ни? Сега сме на второто ниво на ресторанот. Значи ресторанот има 2 нивоа. Овде се наоѓа кујната, имаме уште една мала соба, шанкот, имаме уште една елка. Значи ресторанот ни е украсен, така почнавме новогодишно веќе да го припремаме. И сега да одиме доле да ви објаснам некои интересни работи во поглед на сервирањето, како се сервира и јаде во Кина. Ајде да видиме како се сервира јаде. Силвија повели, драги гледачи, по мене. Дефинитивно ова е нешто поразлично. Некој од вас може би виделе, некој од вас не виделе. Се надевам дека ќе биде многу интересно на сите. Значи, еве една маса имаме овдека, Силвија, да застанеме пред масата. Еве Ања тука, еве Антонија тука. Здраво, добри сте женски? Да. Како се чувствувате у кинески ресторан? Поубаво здравје. Да. Што се овие, Ања, овдека? Овие се стапчиња. Стапчиња. Дали ти знаеш да јадеш со стапчиња? Не. Не си пробала до сега никогаш? Не. Еве Силвија ќе ни каже, значи, во поглед на удравењето, што е ова? Значи, вака, масата е сервирана на 2 начина. Мораме да го прилагодиме ресторанот и на европски стил. Значи, вака се јаде во Кина. Во Кина наместо тањири се јаде во вакви овални. Ова се значи специјални садови. Садови, да, затоа што они обично оризот го ставаат прв од оздола, а потоа главното јадење од озгора со сос, за да може да им биде посочно, да умекне оризот од сосот. И со стапчињата, значи има 2 вида на стапчиња. Во Кина овие стапчиња за повеќе кратна употреба, а додека за наши гости што првпат пробуваат кинеска храна и не знаат да јадат со стапчиња, се користат вакви стапчиња кои се многу полесни. Тие се за една употреба? Да, за една употреба. Вака треба да бидат, значи, споени, се кршат. Значи да ги раздвоиме стапчињата и веќе може да се јаде со нив? Да, се јаде. Тешко ли е да се јаде со стапчиња? Не е тешко, се е навика, значи треба да се научи рамнотежата на држењето на стапчињата со прстите. Интересно е тоа што јас во една прилика имам пробано да јадам исто со стапчиња и научив да јадам со стапчиња.
беше малку тешко. Првиот ден останав гладен, вториот ден така нешто каснав, третиот ден веќе почнав да јадам без истото и проблем. мене ми се случи во Кина. Јас додека бев во Кина, интересно беше што они многу брзо јадат, значи со стапчиња. И јас тогаш бев почетник, почнав да учам и додека ни ја сервираа храната, они многу брзо ќе изедат се и за мене нема да остане ништо. Така да неколку дена јас останував гладна, меѓутоа после се научив, лесно е. Јас мислам најдобро Лио да ви покаже како се јаде со стапчиња, зашто нели, он се е професионалец во тоа. Да, кога ќе дојде моментот, значи ќе се запознаеме и со Лио, драги гледачи, ќе го видите Лио, да го најавиме од каде, значи дојде Лио овдека? Лио од Кина, Директно северен од- дел, да, северен дел од Кина, Пекин од Джилин. И ги донесе заедно со него сите тајни, сите рецепти што ги има овдека во овој ресторант. Да. Ајде сега да видиме, значи мене ме интересира овде една работа, гледам овде некој ќумбе, гледам еден прекрасен камин тамо во ќошот, традиционално и во Кина ли се греат на дрва? Не, во Кина повеќе на јаглен, меѓутоа бидејќи просторот е голем и сакавме да изгледа потопло, попријатен амбиентот да биде. И сакавме, ова е нешто најново во нашиот ресторан, минатото зимо го немаше, меѓутоа ова зимо решивме да биде на дрва, зашто е поромантично, поинтимно, попријатно, мислам дека за сите. Многу гости, најчесто овие две маси ни се резервирани, затоа што сакаат да бидат покрај оган. Ајде вака да провериме дали работи, драги гледачи, по мене, да видиме дали работи ќумбето, да видиме овдека сега со рацете. Охо, топло ли е, да видиме дали е топло? Да. Топло е овдека? Да. Дали уживате? Да. Како се чувствувате? Да. Убаво се чувствувате? Се чувствувате? Се чувствувам и јас прекрасно, па нормално, ова е Звезден океан, единствен и невиден кинески ресторан до сега. Сакавме да кажеме во поглед на персоналот кој што работи во кинеските ресторани. Како тој треба да се облекува? Персоналот е облечен во традиционална кинеска облека, значи донесена од Кина. Претходно мора персоналот да се обучи. Многу е тешко значи да се најде персонал, затоа што го обучуваме минимум 2 месеца да ја научи кинеската храна, тајните во сосевите, се треба да проба, пред да служи, значи се треба да проба, за да знае да им објасни на гостите, да ја презентира храната. Тука е Елена за таа пригода. Елена, добре ни дојде во Супер Звезда, здраво живо. Здраво. Еве, ова е сега, значи ја покажеме таа традиционална кинеска носија. Да, ова е значи црвено со златеста боја. Тоа е традиционалната нивна боја, највеќе застапена во Кина. Ова, значи, зборам токму за ова униформа. Дали е направена тука некаде на Шнајдер, можеби? Не, од Кина донесена. Значи, она е донесена од Кина? Да. Исто како и сите овие други елементи што се овде околу? И да, например куклите, овие што ги пишува традиционални, значи за среќа, за да се има, да се ужива, да се има богатство, да не се мисли само на пари. Сите тие пораки така. Поговорки, да, тоа се, кои се ставаат така на некои украсни места, за да носат берикет. Дечки, да ве прашам, огладневте ли? Да! Има ли некој што не е гладен да видам? Кој е гладен да крене рака брзо? Значи, гладни сме во ред, еве Дада Силвија, да видиме сега овдека. Најчесто во Македонија, кога почнуваме да јадеме, со што се започнува кај нас ручекот? Со што? Не слушам. Ние, значи, започнуваме со супа. Во Кина, со што се започнува? Во Кина супата на крај се започнува со ориз и со главно јадење. Супата е на крај затоа што они веруваат дека треба на почеток, значи главното јадење да се јаде помалце за да се остави место за супата. Така, супата исто им е битна, само они на краја. Да, на крај. Значи за да не се прејадат, за да остават место за супата, помалку на главното јадење. Дечки, оставаме супата за крај, а сега почнуваме со што? Сега со ориз и со месо. Со ориз и со месо. Пред да почнеме ориз и месо, има еден традиционален начин во Кина кој што вели дека се почнува со чај. Поправо ли? Чај, да. Чајот, значи има повеќе типови на кинески чај. Има чај, значи, што се пие во текот на јадењето, пред јадење и после јадење. Тој чај што се пие во текот на јадењето, веруваат дека треба да, значи, пробуваат ориз, па да се исплакне устата со чајот, па пробуваат месо, за да не се мешаат вкусовите од различните типови на јадење. Затоа се пие во меѓувреме чај. Значи, кажавме, драги гледачи, во Македонија се започнува со супа, а во Кина се започнува со чај. Супата ја оставаме за крај. Одиме со чајче? Ајде да го чекаме да го видиме како изгледа и, значи, како вкус има кинескиот чај.
Силвија, сега да кажеме, значи, каков чај е овој традиционалниот кинески чај? Да, традиционален кинески чај, значи има повеќе видови како што спомнав, ова е јасмин. Ова е чај од јасмин, Да, имаме чај ние од таков овде во јасмин. Македонија? Не знам, јас не сум сретнала. Така, значи да мириснеме вака да видиме дали убаво мириса. Ања, ајде да видиме каков е чајот. Убаво ли мириса? Супер. Би сакала да го пробаш? Да. Чекај да видиме овде како мириса. Не. Ти не сакаш, значи има некои што сакаат, има некои што не сакаат. Гледаш, децата се такви многу искрени и ќе си кажат искрено што мислат. Дали ти го пиеш овој чај? Да, често. Преспано не пиев чај, нели ние само кога сме болни пиеме, меѓутоа во Кина се навикнавме. Мора. И во Кина е многу, значи поразлично што е друго. Морам да спомнам дека во рестораните кога се оди, не се пие вода ладна, никој не служи ладна вода, туку врела вода. А слушате, врела вода. Врела вода. Зошто е така? Вриена, затоа што поздрава е, нели? Сметаат дека водата треба да преврие. Да, во случај да има било што во неа за да може да се стерилизира. Да се стерилизира, да. Одлично, благодарам на прекрасниот разговор. Сега ме интересира после чајот со што продолжуваме. Значи што може вака да понудиме на пример? Ќе понудиме за дечињата е многу интересно чипс од ракчиња. Значи чипс од ракчиња? крцка, чипсот во боја е, расте многу брзо, значи ние така го подготвуваме, тоа е маличко, кој ќе се стави во зејтин, расте во боја и крцка кој ќе се јаде има вкусна ракчена риба, значи мириса. Децата најмногу го сакаат што доаѓаат тука, тоа се служи како предјадење. После тоа ќе одиме со ориз и со месо. И на крај колачиња со порака и пржен сладолед. Одлично, дечки, спремни ли сте, значи, за сите овие работи што ги наброивме? Правиме журка? 3, 4, одиме со чипсот од рапчиња за почеток. Кога го спомнавме, кога е веќе готов и направен, Силвија доаѓа со чипсот од ракчиња, аплауз брзо за чипсот од ракчиња, да видиме ова е невидена работа до сега. Дали сте пробале? Сакате ли да пробате? Ајде да видиме првичните реакции какви се. Каков е чипсот? Одличен. Каков е? Одличен. Дали ваков чипс има кај нас во продавница? Не. Ваков има каде? Само во ресторан Звезден океан. Да прашаме Силвија, тешко ли да се направи еден ваков чипс? Не е тешко, меѓутоа ние го набавуваме од Кина. Значи ова е апсолутно кинески. Да, кинески. Го, значи Лио доаѓа со уште една тура чипс од ракчиња, повели Лио овде да видиме. Вака да видиме. Лио, ти кога беше мал во Кина, исто јадеше вака чипс од ракчиња? Да, Значи сите деца таму јадат чипс од ракчиња? да, сите јадете. Одлично, еве ќе пробаме и ние. Драги гледачи, ова вистински има вкус на ракчиња. Ова има и вистински ракчиња има внатре некакви? Да, така е правено. Значи, он со ракчиња е правено. Да. Каде ги ноѓате вие вакви чипсови? Од Кина ви ги носи некој? Од Кина, значи ги носат во Бугарија, ние дека не е поблиску Бугарија, ги набавуваме од Се Бугарија. набавува таму. Одлично, супер, значи со чипсов задоволни сме. Ова му доаѓа сега некако како предјадење кај нас. Да, точно. Значи кај нас кога ќе дадат Со чајче, така, кога ќе дадат кај нас, значи похована пирошка на пример, ова така му доаѓа, значи чајче, чипс од ракчиња. Следната фаза е следната фаза, значи ориз и месо. сега малку ќе ни треба време да го подготвиме, а ние во меѓувреме ќе уживаме во прекрасниот чипс, така е? Пред да започнеме значи со храната овдека во кинескиот ресторан, малечки принци и принцези, чест ми е да ве запознам со Лио, мојот голем добар пријател. Здраво за Лио, како си? Добре, Добре ни дојде во Супер Звезда. добре те идете. Сега, ме интересира дали ваков начин на поздравување има во Кина. Нема, Во Кина не се поздравуваат со да пукне, не прават? не прави, само филму гледа понекогаш. Само кога има во некој филм, тогаш така се поздравуваат. Лио, како се чувствуваш ти во Македонија? Добре, Колку време си веќе во Македонија? 4 години веќе. И 4 години ти научи македонски. Да, учиме малку така. Значи тешко ли е да се научи македонски? Не е толку тешко. Твојата сопруга, Силвија, она зборува кинески. Да, знае малку с кинески. Дали некој овдека од вас знае кинески? Дали некој од вас знае да каже нешто на кинески? Не. Сакате ли да научиме нешто на кинески? Да. Лио, дали ќе бидеш љубезен да не научиш нешто на кинески? Добро ќе научим. Ајде сега вака сакаме да те прашаме например како се вика на кинески добар ден. Значи здраво, добар ден. Како се вика на кинески? Зонгу хао. Значи цу му хао.
Да. Убаво го кажав? Да, убаво кажа. Ајде да пробаме 3-4. Цумухао. Значи цумухао, да ги поздравиме гледачите, да ги тама не гледаат. А како се вика добро вечер? 晚上好。 Васанхао. Ајде 3-4. Васанхао, мафтаме. А како се кажува, например, пријатно до гледање, чао. 再见。 Како? 再见。 Цајче. Ајде 3-4. Цајче, кодо цајче. Тешко ли да се учи кинески? Не, значи збориме ние на сите јазици, нема проблем, само го имаме вистинскиот учител денеска до нас. Лио, колку време се занимаваш со готвење, со правење на храна? Има веќе 7-8 години. 7-8 години си работел во Кина, во ресторани, значи? Не, во Кина работила во 3-4 години, во тука работила 4 години. Значи си работел овдека некој време, од Кина ги донесе сите овие рецепти овдека што се прават? Не сите, маса сто има македонец, речега такова. Значи се става македонски, зеленчук, некои други работи, но суштината, содржината и сето она што е, се вистински кинески јадења. Да. Вашите гости се задоволни овдека? Да. Што вика, ти ги запозна, те знаат веќе, имаш другари овдека во Македонија многу? Има другари, има гости во Негор, тој да сака учи кинеска храна како прави. Значи, меѓу другото, ти, значи, и ги учиш да прават храна? Не. Понекогаш. Да, понекогаш. Меѓу другото, интересно дека ти овдека, откако дојде во Македонија, се запозна со Силвија и ја зема да биде твоја жена. Да. Сега Силвија твоја жена? Да. Голем аплауз, браво. Гледате каков прекрасен пар се тие. Имаше еден убав албум со фотографии. Може ли да погледнеме вашиот албум со фотографии од свадбата? Да, може. Ајде да го видиме каде е албумот само момент. Еве го сега, значи албумот се наоѓа веќе пред нас. Кои се овие двајцата на насловна страна? Ја и Силвија. А значи ти и Силвија, вие сте уште на насловна страна на албумот. Да. Ваков албум сте виделе дечки до сега овдека некаде? Не. Со насловна страна да отвориме, може да видиме што има внатре. Да. Ајде да видиме, има прекрасна корица, овде нешто пишува на кинески. Лио, ти све разбираш ова на кинески? Да. Добро, нема да читаме сега, ќе читаме после, ќе прочитаме и ќе напишеме некои работи на кинески. И еве, значи, кој е ова дечиња? Силвија. Силвија, а овој дечко овдека кој е? Јас сум. Тоа си ти, Лио, браво. Лио, ова е, значи, вашата свадба. Да. Каде беше вашата свадба? Дома ме. Значи, дома во Кина беше тоа? Да. Колку е далеку Кина од овдека? Колку се патува, колку време се патува до Кина? Со авион 12 сат. 12 сата со авион, значи Кина не е така многу близко. Кина е далеку. Знаете ли вие нешто за Кина? Некој од вас дали знае нешто за Кина? Што има во Кина, например? Знаете ли некој град во Кина? Кој е главен град во Кина? Ајде Лио ќе ни каже кој е главен град? Пекинг. Пекинг. Дали Лио си бил ти во Пекинг некогаш? Да. Значи Лио бил во Пекинг. Еве ја Силвија, гледате пак. Да ги покажеме фотографиите. Еве, гледате сега каков прекрасен албум. Гледате овде колку убави слики. Браво си. Гледате ли како убаво се направени и како се дотерани и како изгледаат? Убав е фустанот, нели? Да. И Лио е убаво облечен. Еве да видиме, супер. Сакате ли сега дојдете во Кина и вие, значи? Да видиме. Прекрасно, јас би сакал да одидам одма. Ова е многу интересно ова. Да покажеме дека е ова традиционална кинеска носија. Во Кина луѓето се облекуваат вака од старите времења и бабата и дедото твој исто вака се облекувале? Не. Не, денеска не се облекува никој вака? Никој. Сега ова е само како спомен на времињата од порано. Како било порано во Кина. Ние имаме народни носи. Имате, сте виделе наша македонска народна носија? Сразмерно на таа наша македонска носија имаме ваква, значи традиционална кинеска носија. Гледате Силвија колку убаво и стои кинеска носија. Како кинескиња е, нели? Не се ни приметува тука дека е како наша. Видите? Браво, шо убаво. Еве уште една слика имаме овдека од нивната свадба. Многу се убави. Браво, голем еден аплауз. Значи голем еден аплауз за Лио и Силвија, да ни се живи и здрави. И сега чекам да дојде Силвија овдека да покажеме, значи, од таа нивна љубов што се случи во меѓувреме. Силвија повели да дојдеме овде од позади. Имаме една малечка насмеана принцеза. Аплауз за Нела Меј Сан. Убаво ли го кажав името? Да, точно, Нела Меј Сан Лио. Нела Меј Сан. Еве, гледате колку е убава, колку е насмеана. Здраво, Нела. Како си, Нела? Колку години има Нела? Нела нема годинка. Нема ниту една година. Нема сега 11 месеца.
Сега има 11 месеца, значи она е прекрасната керкичка, што значеше името Мејсан. Ме интересира, знаеме дека во Кина сите имиња значат нешто. Што значи Мејсан? Мејсан, меј значи убава, а сан цврстина. Значи убава и цврста. Убава и цврста, браво. Нела уште не може да зборува, бидејќи е многу малечка. Уште не оди? Уште не оди, да, само зборчиња кажува. Мама, тато. Дали зборува на кинески или зборува на македонски? Разбира кога се обраќаме на македонски, али ја изборува на кинески. А се зборува и на кинески, се зборува и на македонски. Убава ли е? Да. Прекрасна ли е? Да ја пратиме многу бакнеши на Нела, многу бакнеши. Ајде еден бакнеш да даде. Ајде пољупче како се да. Пољупче. Браво, Нела. Еден пољубац. Браво, куклобава. Сега во меѓувреме, може ли да научиме некои работи ние на кинески? Да, може. Ајде сега вака да земеме каде се хартиите тука и фломастерите кои ќе ни ги донесе. Еве, значи сега еве хартијата, фломастерот е тука спремен, Лио е до мене. Лио, може ли сега да напишеме некои работи да видиме значи како изгледа кинеското писмо? Да, може. Ајде вака да пробаме на пример да видиме како се пишува љубов, да видат нашите гледачи. Добро. Ајде да напишеме значи љубов, како се пишува љубов. Драги дечиња, да видите како се пишува љубов. Еве да можат да видат нашите гледачи. Значи ова е љубов. Кога се сака некого, ова е тоа, ова е знакот за љубов. Ви изгледа тешко ова кинеската азбука? Малку е комплицирано. Ајде сега да напишеме, например, како се пишува здравје. Видиме здрави, ајде да напишеме здравје, да видиме како изгледа сега тоа здравје. За има, гледате, со све. Да може да видат гледачите. А како се пишува среќа, да напишеме овдека, например, среќа. Среќа да видиме како се пишува среќа. Тоа е интересна работа. Да видиме. Значи имаме, драги гледачи, концентрирате се овде. Здравје. Не, среќа, љубов и здравје. Како се пишува многу? Да напишеме многу. Значи најмногу. Да пробаме да пишеме многу. Еве, значи имаме многу среќа, љубов и здравје во 2006 година. Еве да напишеме во 2006 година. Аплауз, браво, еве една честитка ќе пратиме до сите во Македонија и сите во Кина наши пријатели. Ќе пратиме ли оваа емисија и во Кина? Да. Да ја видат твојата фамилија, твоите пријатели, еве честитка за нив. Многу здраве, љубов и среќа во 2006 од овдека од Македонија. Многу поздрави од сите нас. Сега се надевам дека ќе ме разбере некој тамо. Сега овдека напишавме една честитка, сега ќе напишеме уште една работа. Значи, како се пишува супер звезда? Ајде да видиме да ја напишеме супер звезда на цела хартија на кинески, да видиме како тоа се пишува. Да видиме дали е тешко, дали е комплицирано. Да видиме, значи, супер. Еве сега супер звезда ја пишавме брзо, аплауз да видиме како изгледа супер звезда на кинески. Еве сме, драги гледачи, поздрав од супер звезда. Лио, колку букви има во кинеската азбука? Многу има. Вистинскиот збор е многу. Навистина ги има многу и не може да се научи многу лесно да се пишува. Повеќе години се потребни да се научи да се пишува на кинески, така ли? Да. Сега вака. Дали, Лио, ти во Кина имаш некој од твоите пријатели? Значи имаш брат, сестра, некого во Кина? Немам плата сестра. Немаш брат, сестра, сам си ти, само едно дете? Мама, тато, некој тамо од фамилијата, од пријателите, има ли? Да, има. Има. Може ли да испратиме поздрав на кинески до сите нив, да видиме како ќе ги поздравиш на кинески твоите пријатели што се дома таму далеку во Кина? Да, може. Ајде на кинески еден поздрав од Лио. Здраво, ба. Само на кинески. Ќе го кажеме ли на кинески истото? Да, може. Ајде на кинески како е? Ни хао, пама, мама, појоме. Ете, поздрав еден до сите. Ајде да им мафнеме на сите во Кина што не гледаат. Фала ти, Лио, фала ти многу. Дојде моментот, еве чајчето е спремно. Може ли да се вратиме назад да го видиме чајчето? Какво е? Па после Лио ќе ни направиш ли нека прекрасно јадење денес? Да, направи. Ајде, јадењето се спрема, чајот доаѓа, дечки одиме на место. Поздрав, Лио, фала ти многу за прекрасниот муабет. Одиме во кујна, а ние седнуваме на масите. Фала ти многу, Лио. Фала.
Сега Силвија, што е ова? Значи, ова е кинеската салата, една од салатите која е најмногу барана во нашиот ресторан. Мириса многу убаво од кинескиот зејтин на свежо, значи зеленчукот го набавуваме секој втори ден максимум, значи. Ова е, да ви објаснам, ова се нудлси. Значи, ова белото е нудлса, да. Тоа се, значи, правени од вид кинески грашок. Ова е црна кинеска печурка, витаминска и се вика на дрвото ушите, во превод. Ова е на дрвото ушите печурка. Да, ова е муар. На кинески значи на дрвото ушите, а ова е бела кинеска печурка, значи сребрените уши на дрвото. Значи, зашто е бела, сребрените уши на дрвото, а ова црната, само ушите на дрвото. Сега ќе му ги јадеме на дрвото ушите, сте јаделе уши од дрво до сега? Затоа сме денес овде во Звезден океан. Ви се допаѓа ли вака салатата? Да. Кој е спремен да ја проба? Ајде, одиме да ја пробаме, а потоа ќе ги видиме коментарите. Дали салатата ја пива или не. Децата ќе кажат. Како е сега салатата? Добра. Ти се допадна? На ушите дрвото, добри се? Добри се. Да идеме, Злато, салатата како? Опа, лапнавме. Чекај да видиме се, како е вкусот? Добра. Слично е на нашата салата? Баба ти прави салата? Прави. Ваква салата прави баба ти? Не. Значи, ваква салата не прави. А ова е поубаво од на баба ти салатата или на баба ти салатата е поубаво од ова? Не знам. Не се знае уште добро. Значи, која салата е поубава? Ова. Оваа салата ни се свиѓа повеќе. Злато, ти која салата е поубава? Ова. Оваа салата. Добро, одиме да јадеме. Каде е мојата вилушка? Одам да јадам јас. Сега имаме прашање што е ова. Силвија, што е ова? Ова е, значи, специјалитет на куќа, земјен сад. Земјен сад, ова е жешко што прави вака? Да, многу е земјениот сад е, значи, на голем оган, на голема температура загреан, потоа се реди од оздола кромит, зеленчук, бамбус, морков, пипер и се става месо. Ова е еден вид кинеска скара. Значи, ова е нешто што е, може да се каже, најприлагодливо за наши услови. Нема човек што не може да го јаде, а има интересен специфичен вкус. Така, дечки, дали вакво нешто сте виделе до сега? Не. Дали имате вакво нешто по дома пробано до сега? Мајките ваши и баби дали направиле нешто вакво? Не. Ви се допаѓа ли ова што го гледате тука? Да. Голем аплауз за ресторанот Звезден океан. Мислам, вакво изненадување до сега сме немале на ниедно место. Силен, громогласен аплауз. Најчесто, значи, во кина ова го јадат со стапчиња? Да, се јаде со стапчиња. Не име проблем тамо да го јадат со стапчиња? Не е проблем. Добро, ајде сега да видиме, има ли некој што е гладен и што сака да проба? Кој е гладен да видам брзо? Каде се нашите тенџерчиња? Вилушките. Сега ќе јадеме со вилушки и со ножеви, а подоцна ќе го замолиме Лио да ни каже како се јаде со стапчиња. Одиме, значи, со нашите вилушки и ножеви право. Значи, пилешкото е тука, а сега во овој тањер, Силвија, имаме што? Значи, ова е ориз со пилешко и зеленчук. Овдека е зеленчукот, пилешко имаме плюс. Скани парчиња пилешко, грашок, морков и пченка. Он е на специјален начин, значи приготвен, вкусот е исто онаков како што е во кина. Да. Прилагоден е до некаде на... Не, ова е оригинал како што е во кина, затоа што е прво е на пареа, во посебен кинески сад правен, а потоа е малце пржен. Ајде сега да видиме како се сервира, значи сето тоа, еве го Лио тука ќе ни покаже, значи како се јаде со стапчиња. Значи
во Кина од малечки сите учат да јадат со стапчиња? Да. Ако сакаат да купат, например, кинезите вилушки и лажици, можат ли тоа да го направат во секоја продавница? Не. Не. Вилушки и лажици има во специјални продавници само ли? Да. Исто како и кај нас кога би сакале да купиме стапчиња. Еве, значи сега еве твојата порција. Може ли да покажеме гледачите да видат како се јаде со стапчиња, дали е тешко? Ти овдека во Македонија се јадеш со стапчиња често? Да. Ајде да видиме Лио, значи како се јаде. Дали би било проблем да се фати пилешкото? Не. Гледате како Лио го фаќа и си фаќа и од оризот. Ајде да видиме сега кој ќе проба од вас некој, да видиме дали некој може да проба. Еве овдека имаме, да видиме Јована. Јована, дали можеме? Оди малку тешко. Ајде да пробаме Јована. Ања ќе проба исто така, Ања. Ања да видиме со стапчињата како ти оди. Не е толку лесно како на Лио што му оди. Да видиме полека, ете, таа браво, лапни го, брзо тоа мевцето. Ајде да видиме сега Лио како оди. Уште еднашко со стапчиња, значи нема проблем. И го лапнуваме. Ете и на Јована и трна работата. Супер, браво Јована. Битно не е тешко да се научи со стапчиња. Да, не е тешко. Треба неколку дена и после ќе се научи. Кој сака да проба да јаде со стапчиња? Ајде видам кој ќе јаде со стапчиња. Ајде. Значи одиме да видиме како се јаде со стапчиња. Силвија, каде се стапчињата? Еве сега Дада Силвија има овде некое чудо. Што е ова сега Дада Силвија? Значи, ова се едни од најпосакуваните наши десерти. Ова е колаче со порака, а ова е пржениот сладолед. Како е возможно сладолед да биде пржен, мене ме интересира. Тоа е нашиот специјалитет од десертите. Значи, внатре е смрзната топка сладолед, чоколадна, потоа е обвиткано во чоколадно кинеско лепче и потоа се панира. И потоа значи се пржи сега он е топол или ладен? Надвор е врел, а кој ќе се стигне до, значи внатре е смрзната топка сладолед и таа почнува да се топи дури кој ќе се стигне до неа. Вака сладоледот не може да се стопи. Пак нема да се стопи? Нема. Оу, каква финта. Смрзната. Каква финта невидена. А што станува збор со колачето? Колачето со порака, значи ова единствено кај нас го има. Нели како што спомнав, пораката е кинеска. Треба, значи пораката на кого и да се падне, треба да го тоа што ќе го пишува таму, треба да го слуша тоа, да го почитува, да го примени. Значи има порака некоја што тој мора да ја примени, значи. Да, сега ќе видиме каква порака вас ќе ви се падне. Ајде, мајките и татковците ви даваат ли разноразни пораки? Не пипај тоа, не прави ова, легни да спиеш, пи млеко. Правато ни препорачуваат? Значи и нашиот кинески ресторант Звезден океан има порака, да видиме какви пораки ќе ни се паднат, така? Еве, драги гледачи, чудо невидено, стварно од колачето излезе нешто невидено. Да го завртиме, од едната страна има нешто на кинески пишува, од другата страна на македонски. Ајде го завртиме да може да прочитаме што пишува во оваа порака. Еве, стигаат разни пораки од сите страни на овој прекрасен ресторант. Да видиме на Бодан пораката вели. Идејата е светлина на умот, истакнете се што е во вас. Ете, Бодан повели. Злато, која е твојата порака да прочитаме? Секој ден учиме нови работи, но најважно е да ги применуваме. Браво! Гледате какви прекрасни пораки. Има ли уште некој порака да видиме? Во сладоледот да не излезе некоја порака? Нема. Во сладоледот нема порака? Нема. Еве, оваа порака сега ќе ја видиме, драги гледачи, да видиме. Овде вика: тој што сака постојано да е среќен, треба да ги слуша и почитува своите најблиски. Ете, значи, уште една порака. Сега да видиме, значи, до каде сме, кај е сладоледот. Ајде, јас да пробам малку. Драги гледачи, масата е џумбус, тањирите се празни. Кој толку јадеше да крене два прста да видам овдека? Кој толку многу јадеше? Сите јадевте? Да. Ај сега да дајме оценка, значи, за кинеската храна, да видиме како беше чајот од 1 до 10. Која оценка ќе ја дајме? 10. Не слушам, која? 10.
Добро, после чајот што добивме да јадеме? Салата. Оценка за салатата од 1 до 10? 10. Чиста 10-ка? Да. Чиста, добро. После салатата добивме чипс. Имавме чипс еден? Со ракчиња чипс? Ајде да го оцениме од 1 до 10 са чипсот. 10. Вистина? Да. После шо јадевме? После јадевме пилешко на кинески начин, значи кинеска скара, кинеската скара оцена од 1 до 10. 10. Абе, стварно? Вистински 10? Да. После тоа што јадевме? Значи имавме и колаче со порака, имавме и сладолед, драги гледачи, пржен сладолед. Ајде да кажеме сега, и оризот не го кажавме. И оризот, значи за оризот, за сладоледот и за колачињата во една оценка од 1 до 10? 10. Значи за вкупна оценка чиста 10-ка? Голем аплауз, фала на Силвија, еден аплауз да дадеме, фала и на Лио кој што ни беа гости денеска. Лио, ти благодарам на тебе. Фала ви многу што не примевте, како си поминавте со Супер Звери? Супер, ни беше многу пријатно со вас. Многу пријатно ми изненадија дечињата зашто се јадеа. Вистински све јадеа, вистински све им се допадна, апсолутно. Што беше, значи, што за крај да кажеме вака специфично во кинеската храна? Значи специфично е мешањето на вкусови. Луто, кисело, сладко на едно место. Значи, они буквално така јадат и на некој му пречеше храната овдека? Не. Има на некој да не му се допадна? Не. Сакате ли повторно да дојдете да јадеме овдека? Да. Значи, дефинитивно ние се пакуваме и доаѓаме пак овдека кај вас. Да, фала многу. Фала ви многу сите оние кои што сакаат, значи да ве најдат, можат ли да резервираат некаде, да се јават на некој телефонски број да резервираат маса? Да, сега најново во нашиот ресторан е Happy Hour. Имаме, значи, од понеделник до петок, од 2 до 5 часот. На едно место, значи, ориз, главно јадење и салата за 200 динара. Значи 200 денари си се плаќа и си се јаде кој колку сака. 200 динара, значи, една порција предоволно за еден. Така, буквално тоа јас пробав да изедам, тешко е, не можам да изедам една. А имаме шведска маса секоја сабота, од 20 до 22 часот, неограничено јадење, само за 350 динара. Браво. И тоа така е нешто ново. Ќе дојдеме све да изедеме овдека? Какви планови имате за какви планови за иднина? За иднина, значи, сега брзо го реновиравме ресторанот, во иднина ќе имаме караоке шоу. Исто планираме кинески маси, значи со стакло на средина, што се врти храната. Храната се става на стаклото и се врти стаклото од која храна сака да се послуши. А кој што си сака, тоа си зема. Да, значи многу новитети планираме. Така, благодарам многу. Лио, ти благодарам многу што беше гостин во Супер Звезда. Беше ли напорно пред камерите? Да. Беше малку, ама сепак успеа издржа. Фала ти многу, поздрав и до тебе, Силви, да сте живи и здрави. Да ги гуштеме и да си ги бациме, Лио и Силвија. Фала ви многу што не примивте денеска, се гледаме во скоро време повторно пак. Да, фала, очекуваме. фала, пријатно и до гледање. Чао.